Десетина минути по 9 часот, еве сме повторно назад во студио, почитувани гледачи. Претходно го проседивме и вториот информативен блок за ова утро. Како што ви најавив и претходно, ова утро наш денешен гостин во рано наутро е Ѓорги Ефремов, студент по историја. Ѓорги, добро утро. Така, добро утро и на вас. Целта на твоето денешно гостување е тоа што неодамна имавте промоција на документарен филм наречен Македонскиот идентитет низ историјата. Еве да ни кажеш како помина промоцијата и какви беа впечатоците? Така, секогаш кога се прави некој такав документарен филм, некој таков проект или трибина, секогаш ни е битно како публиката ќе реагира на тоа, од проста причина што за да се снима еден документарен филм бара многу време, бара многу труд. И сега ако нема позитивна реакција од публиката, не дека проектот не е успешен, но не е истиот филинг, не е истата сатисфакција ако документарен филм не биде прифатен. Па така, јас сум задоволен од тоа како помина промоцијата на документарниот филм. Мило ми е што имаше пред се студенти, бидејќи тоа наменет нели за нив, што имаше луѓе заинтересирани за документаристика и за историја. Видов таму студенти од филмска академија, од новинарство, од луѓе што се занимаваат со монтирање на тонови и слично камера, што е нели позитивно, бидејќи токму тие луѓе се документарниот филм, е наменет токму за тие луѓе. Освен во Штип, дали имавте промоции на другите факултети или можеби градови овде во Македонија? Да, мислам дека се уште е во дистрибуција, имаше во Пробиштип, значи локалните телевизија во Пробиштип, Битола, Прелеп, Охрид, Штип, ако не спомнав, и сега за сега тие градови. Еве, од каде идејата да се изработи еден ваков документарен филм? Така, значи документарни филмови се снимаат во Македонија, поготово последните неколку години, многу. Македонската телевизија изфрли многу документарни филмови, но од каде идејата? Ние сме студенти, значи ние не се занимаваме со ова професионално. Наша цел нели е историјата пред се. Имавме некои проекти пред тоа, трибини, слични работи, проекти што се надвор од факултетот, но се поврзани со историјата, културата и слично. Сега од каде баш документарен филм? Па кога седнавме беше октомври некаде да договараме што ќе работиме овој семестар, бидејќи секогаш работиме по нешто, секогаш сме вклучени во некој проект, значи не е само факултетот со она што ние се занимаваме и документарен филм е она што можеме да го изведеме и тешко е, може да се направи, бара време, но тоа е тоа што до сега го немаме сработено. Ајде да го пробаме и тоа. Дали ќе успееме, не знаеме, но нели вреди да се проба. И така и почна. Значи првиот беше минатата година, значи 2014, некаде 2015, точно не знам, февруари излезе 2015. И веќе знаевме отприлика како идат работите. Океј, идеме со втор. Сега знаеме која содржина ќе влезе, знаеме кои работи треба се опфатат, кои работи не се опфатени. И така нели повторно излезе втор документарен филм. Така, колку студенти беа вклучени во овој филм и дали само студентите по историја беа во организацијата? Во овој случај не, значи имавме една надворешна врска, тоа беше всушност камерманот Благој Китановски од технички, мислам дека беше факултет. Така, сепак од тука од универзитетот. Така, од универзитетот Гоце Делчев. И бевме уште како да четворица, јас, Бисера Срцева, Маринела Серафимова и Ивана Растовска, тоа се студенти на факултетот за историја и археологија и се од различни генерации. Зошто токму се одлучивте на оваа тема, македонскиот идентитет? Да, значи реков дека има многу документарни филмови наснимано, но голем дел од нив се по 40 епизоди, по 50 епизоди, значи јас не верувам дека некој ќе седне ќе гледа 40 минути за, да речеме, една тема. Па решивме да направиме еден документарен филм кој може да го искористат, да речеме, заинтересирани гледачи за историја, значи да може да проследат горе-доле целата историја на Македонија, значи ако не повеќе, барем 4 столбови, значи основните дела од македонската историја, антика, среден век, македонската револуционерна организација, 19-20 век и 45-та, нели, формирањето на македонската. Да, значи основата што е во значи колку ќе му дојде, околу 40 минути, значи да се проследи целата историја, што е добро и за седношколците, значи за еден час да може да се проследи целата историја. Така, какви беа критиките, можеби од професорите по историја, од останатите гости кои што го погледнаа овој филм?
Да, се трудевме да содржински да биде вметнато она што обично, нели, еден нов поглед кон тие 4 периода кои ги обработивме, бидејќи кога се работи историја, обично овие што се, нели, официјалните, да кажам, документарни секогаш се пазат да не дојдат до некоја содржина која може да биде различно интерпретирана и да не биде разбрана, па така ние го направивме тој напор да излезе нешто што е малку поразлично. Поразлично беше особено во однос на погледот, еве ќе кажам, гледачите веројатно ќе знаат, во погледот на Цар Самуил, тоа е многу допирна, многу осетлива содржина и се обидовме да го прикажеме тоа многу реално, многу она што историјата можеби малку ќе излезе од незините рамки за да не остави да не прикаже некоја недолечна содржина, да не биде различно интерпретирано. Како беше примено од професорите, па мислам дека многу позитивно, бидејќи пред се станува зборот, е исфрлен документарниот филм од една модерна, една нова генерација на студенти и еден, нели, малку поразличен поглед на... Така, еве гледаме дека во позадина веќе е пуштен дел од филмот. Дали еве можеби некои глумци беа вклучени во филмот? Значи и тоа се, нели, студенти на факултетот за историја, и се аматери, значи не се занимаваат професионално. Еве веќе кога го гледаме можам да кажам дека освен интервјуа со професори, значи од Универзитетот Гоце Делчев, влезе и анимирани делови, значи тоа се анимирани делови кои прикажуваат војска различни, зависи од кој период е, што е еден така, нели, нов начин на нова содржина во документарните филмови, општо во светски рамки, барем оние што се поаматерски, и, нели, игран дел, значи кој има за цел да анимира публиката да интригира за да може да гледа, да има внимание. Нормално. За колку време ми беше потребно да го изработите овој филм? Па да бевме професионалци, веројатно не повеќе од 3 месеци, но нас скоро 5 месеци. Значи од почетокот, од самото договарање, значи таа ќе биде идејата, таа ќе биде темата, формирање на наслов, до собирање на содржина и на крај, нели, снимање, едитирање и промоција. Освен историјата на Македонија, дали еве претходно сте изработувале некои проекти, да речеме останатите истории, да речеме европска, светска, така некако? Одредени членови од оваа екипата која го правевме документарниот филм, да, значи Бисера Срцева конкретно беше вклучена во проект преку Евроклио, тоа е една европска организација која се занимава со решавање на проблеми, историски проблеми кои се општо во светот. Јас до сега не, значи си има вклучено повеќе се држам локално, значи за историјата на Македонија. Бевме вклучени заедно исто во еден проект исфрлен преку општината за меѓугранична соработка меѓу Македонија, меѓу Штип и Благоевград, Бугарија, за заштита на културно наследство. Така, кој се ви помогна во снимањето на филмот? Имавте ли подршка можеби од универзитетот со оглед на тоа што имат доста добра технички услови за реализација на вакви проекти? Да, секако. Реков веќе дека сме аматери, тоа не е наша кинематографијата не е наша струка. Универзитетското радио е прво кое пристапи, универзитетската сега нова телевизија, значи не само со технички помагала, туку и со совети. Значи, нели, за снимање треба светло, треба камера, треба монтажа, значи тоа се преценели универзитетското радио кој ни помогна со менеджирање на тие работи. Еве, спомна преска и дека професорите имаат своje излагање во филмот, дали се сите од насоката по историја на Универзитетот Гоце Делчев, или можеби имавте и од останатите факултети? Така, да, значи сите се професори кои предаваат на Универзитетот Гоце Делчев на историја и тоа се, како да кажам, професори кои имаат за себе голема историја, значи работа по децении работа, тука ќе ги споменам Стојко Стојков, професор кој е по среден век, значи спремен да зборува на да зборува, како да кажам, за многу специфични теми, за многу интересни теми, за многу интересни прашања. Професор Тодорче Преганов, исто така, сите го познаваме, Штипјанец, значи со долга историја на работа зад себе, Катерина Младеновска, Античка Македонија, така. Колку според тебе, Ѓорги, им се дава простор на студентите во реализација на ваквите проекти од страна на Универзитетот Гоце Делчев? Така. Универзитетот Гоце Делчев е млад универзитет и значи има многу што студентите можат да направат без разлика дали историја, без разлика дали е новинарство или било која струка.
Имаме простор и не само простор, туку имаме и можности. Мислам дека горе-долу во секоја област, само тоа што мислам дека недостасува е иницијативата. Значи иницијативата кај студентите мора да бидат тие силата која ќе ги движи, тоа мора да бидат идеите мора да бидат уникатни и да биде извор од нив. Значи тие да бидат оние кои ќе пристапат и ќе побарат, ние сакаме ова да го правиме, ова е нашата цел и да се најде начин како да се изведе тоа без разлика дали ќе е директна помош од професорите или од некоја надвршна врска. Кажа дека си трета година на факултетот по историја, дали претходно освен овој документарен филм беше вклучен во некои други проекти кои што ги изработувавте вие студентите? Да, значи Бисера, Маринела и јас бевме всушност и првите иницијатори на првата трибина на нашиот факултет. Тоа беше како беше? Нешто беше поврзано со среден век, веќе не се сеќавам, тоа беше веќе пред 3 години. Потоа следеше првата работилница исто на наредниот семестар и наредната година после тоа, значи втора некаде. Па после излезе првиот документарен, сега вториот документарен. Меѓувремено бевме на 2 пати на симпозиум во Самоков, Бугарија, значи тоа е интернационален симпозиум историски, така да речиси секој сме во некој ангажман, во некој движење. И јас бев водев историска радиоемисија на универзитетското радио и колегите беа приклучени во проекти од Скопје за различни, сега не можам на сега се сетам. Моментално сме веќе во еден Бисера момент утре заминува за Братислава, значи исто поврзано со еден проект поврзан со историја за оне што го спомна веќе од Евроклион организацијата. Јас сум во проект за 2001, значи интервјуираме луѓе, учесници во конфликтот и се надеваме дека и од тоа ќе излезе некој видеоматеријал, но се надевам, ако не друго, барем книга, транскрибен материјал од она што тие го кажале, тоа што тие го доживеале. Така, еве дали во иднина планирате да изработувате уште вакви документарни филмови или нешто ново? Така, моментално немаме ништо. Јас и уште еден студент од факултетот за филмска академија се обидовме да направиме барем еден синопсис, едно скратено сценарио за краткометражен филм. Значи документарниот филм го надминавме, ајде сега да одиме на нешто посложено, нешто поинтересно, бидејќи сега имаме искуство. Тоа ќе биде пракса не само за нас, тоа ќе биде и за студентите од филмска академија, бидејќи тука мора еден поширок тим за да се изведе тоа. Не ветувам дека нешто ќе излезе од тоа, бидејќи тоа е една така поголем чекор. Наредната година се надевам дека може да излезе нешто. Сега за сега немаме планови, веќе завршува годината. Ако го завршиме овие проекти што сега се во тек, останува наредната година да видиме дали од факултетот за историја ќе излезе нешто ново. Така. Да се навратиме уште малку да поразговараме поточно за филмот. Од каде ги најдовте овие податоци? Да. Тоа се ова што ние го веќе го работевме Кој се ви помогна во така, значи професорите беа тука. Професорите беа тука, тие се наши ментори. Ние реков сме аматери без разлика тоа што студираме историја, не сме дипломирани професори, се уште сме во фаза на студирање, на учење. Значи, постојано во координација со професори, покрај нив се достапни дали ќе биде тоа совет одавно, нели, што треба се направи, што треба да се офати, дали тоа ќе биде со пишан материјал, архивски материјал, значи документи кои ќе треба да се обработат, значи во глобала со професорите постојано. Ѓорги, еве од каде се роди желбата кај тебе да студираш историја? Дали можеби некој ген или Па не, не знам, те интересирало? Да, семино не сме поврзани никако со историјата, да, но сметам дека не можам тоа да го кажам некако наследство, можеби, не знам, прост интерес, желба да се знае сопствената историја, бидејќи како што јас умем да кажам, познавањето на својата историја, познавањето на самиот себе или поговорката ако не знаеш што поминало, не знаеш што ќе дојде. Значи историјата е мајка на животот, многу работи се повторуваат, затоа не е случајно да се каже дека ако учиме од историјата може да ја примениме во иднина, бидејќи тоа е процес кој постојано се повторува. Има ли овде на универзитетот квалитетни професори, така да кажеме, од кои што многу може да се научи? Така, да, секако, веќе споменав, тоа се
возрастни професори во години кои нели може да се искористат, значи всушност ние ги искористуваме и имаме таа привилегија и можност да разговараме со нив на секоја тема и да добиеме одговор речиси за секое прашање, бидејќи тоа веќе станува збор за искусни професори. Имам млада генерација веќе на доктори кои сега докторирале, тоа се исто доктори на науки, магистри кои го имаат земено образованието или да речам кадарот или табиетот од овие стари професори и во однос на кадарот сме перфектни. Така, претпоставам дека по завршувањето на факултетот, по дипломирањето ќе продолжиш со историјата, или? Да, секако, без разлика тоа што сега малку навеговме, не малку повеќе, веќе нели два документарни филмови во кинематографијата, ќе гледам да се задржам на историјата, бидејќи нели пред секогаш при запишување или при одлука за факултет или за било кое да е на било што друго, се размислува дали ова, дали она, но нели секогаш превладува она каде што постои најголем интерес кај мене историјата и се надевам и сакам да продолжи тоа во однос на историјата. Така. Да биде историјата. И еве пред самиот крај, само уште да ни кажеш дали претходно напоменавме дека во иднина се уште не планирате да имате нови филмови, но дали имате некои идеи кои што би сакале да се реализираат? Ова што го спомнав за 2001, планираме да биде видеоматеријал. Така. Да, затоа што ако има видео материјал, фактички има и аудио материјал, што значи дека после ќе се овозможи транскрибирање на материјалот, од кој може подоцна да излезе книга. Значи, веќе спомнав, сме поврзани со една германска организација, форум ЗФ, да мислам дека беше од Скопје. Значи, тие ќе работат ќе работат книгата, се надевам дека материјалот, видеоматеријалот ќе остане на нас, ние да го исфрлиме, ние да го работиме. Тој дел и се надам нели дека покрај тоа ќе излезе нов документарен, но веќе спомнав за наредната година, сега завршувам. Да напоменеме дека нашите гледачи филмот можат да го погледнат веќе и на YouTube, го имате прикачено таму на YouTube каналот. Ѓорги, еве сосема за крај само да ни кажеш еден совет до сите идни студенти, средношколци сега доправа што ќе се запишуваат, зошто да одберат историја? Така. Јас ќе кажам тоа јас како го доживувам и можеби така ќе ги највеќе привлечам или најлесно можам да ја објаснам. Историјата и кај нас во Македонија е чувствителна работа. Значи тоа за љубов кон историјата мора луѓето, мора студентите, мора младите се поврзат со луѓето кои поминале, луѓето кои се дел од нашата историја. За да сакате да го проучувате делото на Гоце, на Даме, на Самуил, па и Александар нека биде, ако е толку одамна, мора да се соживеете со тие ликови, мора да не влезете во нивните животи. Кога обичен човек ќе го гледа Александар како човек кој освојувал, како војсководец кој направил држава, не е исто како човек кој со љубов ќе навлезе во неговиот живот, што тој правил секој ден, како тој се однесувал со другите луѓе, кои се неговите зборови, кои се неговите дела. Значи, во принцип, иако тие луѓе веќе не се многу години живи, многу векови живи, сепак тоа се луѓе како нас, тие размислуваат како слично на нас, тоа се тие исти суштества кои некогаш живееле и ако не се соживеете, не може да го доживеете тоа што, како да кажам, тоа што тие го мислеле, тоа што тие го чувствувале. Затоа е битно, зошто историја, затоа што веќе реков, историјата се повторува, тоа што се случува во минатото е водич за во иднина, кога веќе ги имаме условите, зошто да не. Живееме на таков простор со милениумска култура, значи може да се научи многу што се случило во минатото, многу интересни настани. Има Македонија на вистина богата историја, мора да признаеме. Ѓорги, доколку нешто пропуштив, што би сакал да го споделиш со нашите гледачи? Па, мислам дека тоа е тоа, ако нешто ви интересира повеќе, поведете. Така. Ти благодарам за твоето денешно гостување и ти посакувам многу среќа и успех во Да, благодарам на вас за поканата и се надевам дека ќе се видиме наредната година со уште еден нов реализиран проект. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше нашиот денешен гостин Ѓорги Ефремов, студент по историја, со кого разговаравме повеќе за документарниот филм наречен Македонскиот идентитет низ историјата. Овде ќе направиме една кратка музичка пауза, веднаш потоа се враќаме во студио.